Како што ви најавив пред малку, следуваат минутите во кои говориме за убави нешта, за големи нешта, за рекорди, и тоа не било какви, туку Гинисови рекорди. Ова утро наша гостинка во студиото на утринската на Алфа е Сања Митровска, нетворкер и оснивач на истава компанија, која што минатата година, благодарение на нив и на нивниот проект, ја направија најдолгата презентација и освоија Гинисов рекорд, а оваа година се подготвуваат за новите предизвици кои следуваат за нецели 20 на дена. Сања, добре ни дојдовте. Добре најдов. Така, минатата година тоа беше вест која на многумина ни беше за неверување, но еве благодарение на големите заложби и напредните идеи вие ја донесовте Македонија да биде едно до друго со поимот рекорд, односно Гинисов рекорд. Како почна приказната? Тоа навистина започна сладко. Започна додека бев на одмор, читајќи ја книгата од Ричард Бренсон, како тој успева да ги искористи Гинисовите рекорди како своје поле за маркетинг. И на некој начин, тогаш прв пат започнав да пребарувам дали воопшто имаме ние Гинисови рекорди. Видов дека за жал немаме ниту еден со интелект. Имаме некој обид за гравче, кој што веќе не е активен, значи веќе е срушен за најголемо гравче, тавче, па потоа имаме единствен за туркање на автомобил. Реков, ние сме прекрасна држава со навистина талентирани млади и во полето каде што компанијата моја работи нетворкер, а тоа е со стартапи, со млади бизниси, иноватори, увидовме дека има навистина простор и тоа баш да се сруши рекордот на Ричард Бренсон, кој што самиот го поставил, а тоа е најдолга презентација пред инвеститори. 30 часови слушавме континуирано презентација и главната цел не беше само маркетинг за да се поставиме во регионот на Балканот како go-to место, каде што може да се обратите доколку сакате да добиете инвестиција, како некој млад човек кој што има идеја, туку напротив и како да ги мотивираме нашите инвеститори, македонските, повеќе и повеќе да размислуваат, да не вложуваат само во банки, туку и напротив да размислуваат за поддржување, особено корпорациите, на нови идеи, бидејќи во последните 4 години се повеќе и повеќе ги има, кои што навистина екстремно успеваат надвор. Браво. Кој се може да биде вклучен во еден ваков проект? Буквално секој. Јас постојано кажувам млади, меѓутоа мислам на идеите. Буквално нема граница. Најмладиот учесник лани не беше 14 годишно девојче која што имаше идеја за спортски центар, па до жена која што веќе беше пензионирана. Технички немаме, но нивните идеи потребно е да се млади. И би рекла да спаѓаат во доменот на она што се нарекува стартап. Тоа значи да може да се почне некоја идеја со помалку инвестиција, но таа да има голем потенцијал на пазарот да пенетрира на повеќе полиња. Така, со сите овие мисии во кои сте вклучувате, директно влијаете на предприемачите кои прават мали, но храбри чекори напред. Како е чувството да се делува на нечија судбина? Прекрасно. Буквално е поле на игра, каде што не знаете со што ќе завршите, особено методологиите по кои што како нетворкер работиме на страна од маратонот, се Google Design спринтови и таму првиот ден е убивање на идејата. Технички некој доаѓа со идеја за да го спремите да ја добие таа инвестиција и првиот ден не знаете од каде ќе тргнете. И тоа е за некој звучи страшно, меѓутоа за мене е многу мотивирачки, бидејќи се сеќавам на оние детски денови кога си играш, а не знаеш до каде ќе стигнеш, но буквално е правилниот пат, бидејќи ја спремам идејата за инвестиција. Гледаме што е тоа што е потребно на пазарот, затоа викаме се убива, меѓутоа после тоа се реизградува. Прво тргнуваме зашто не може да успее, за да видиме што треба таа идеја, кој проблем треба да го реши за да е успешна. Браво. Така што баш се делува. Досега 1,6 милиони евра се донесени како инвестиции, меѓутоа вака како 1,6 милиони можеби не делуваат многу или малку, меѓутоа се донесени во многу рана фаза на идеи. Значи зборуваме многу рана фаза по 20.000, 30.000, така ако ги пресметаме, зборуваме за доста бизниси кои што започнале во многу рана фаза. Одлично. Ова е убаво да се чуе, особено затоа што непрестано би рекла поголемиот дел од содржините кои ги пласираме се за неубави поводи, за нешто со кое се соочуваме дека сме на последните места. Ова би рекло е вест која навистина треба да не инспирира, да не мотивира сите. Колку млади луѓе или луѓе со млади идеи, како што велите вие, досега се вклучиле активно во вашите проекти? Па севкупно на настанот, ако зборуваме за настаните или на нашето севкупно работење како на вашето работење како нетворкер, да. Само на настанот лани имавме 60 тимови. Тоа значи сме имале преку
во просек тиме по четворица, значи и заедно со гости сме имали околу 300 луѓе кои што беа присутни на настанот, а инаку за градење на идеи сигурно преку 100 во овие 4-5 години. Тоа значи дека Македонија има капацитет да се развива во оваа насока, така нели? Да, има капацитет безбедно да греши. Бидејќи ние некако така имаме проблем со тоа да се започне бизнис, мислиме дека е многу ризично, но напротив, човек, особено во помладите години, ако започне да греши, па и не е така опасно ако е бизнис. Ние радо би купиле автомобил на детето, без да сватиме дека тој ја губи својата вредност, или еве автомобил од 15.000 евра, 15.000 евра се сосема доволно за да се започне бизнис и да се истурка до некоја фаза каде што веќе зборуваме после за илјадници евра инвестиција. Така е. Кои се бизнис ангелите, еве, да ги споменеме? Имаме доста, верувале ли не, во нашата држава. И тоа е нешто што беше на моје изненадување. Имаме доста фирми и успешни, најчесто тоа се луѓе кои што веќе имаат свој сопствен бизнис, меѓутоа сакаат да влезат во оваа технолошка индустрија каде што има повеќе технологија, бидејќи во технологија помала е почетната инвестиција, успехот може да е поголем, но исто така најголем инвеститор оваа година ни е странски, 500 Global. Тоа е инвестициски фонд кој што има вложено во Canva, во Intercom, во Credit Karma, компании кои што се доста добро познати, особено надвор од би рекла тоа се светски рамки, компании кои што вредат над 1 милијарда. Тоа е еден стартап кој што вреди во 5 години постоење стигнал до 1 милијарда. Тие ќе бидат инвеститори на главни носечки инвеститори на овој годишен настан и исто така инвеститори од Израел, имаме неколку. Меѓутоа претежно, верувале или не, се наши луѓе. Јас би сакала да ги охрабруваме, особено нашите компании и нашите предприемачи кои што се успешни да вложуваат во стартапи. Чисто за да поддржат, меѓутоа и да одделат одредна, да диверзификуваат ризик од своето портфолио. Така, Сања, благодарение на вас Гинис е наш од минатата година. Што ве обврзува ова? Ве обврзува ли нешто? Велат дека кога ќе освоиш некоја голема, некое заслужено престижно место, ти не можеш туку така да ги баталиш работите, туку имаш одредена обврска. Задолжен си со нешто. Задолжен си секој утро со кафето да проверуваш дали некој ти го сорушил рекордот. Тоа е првото нешто што се шалиме и го проверуваме. До тогаш, ние затоа и ова сега годинава не го рушиме рекордот, бидејќи е малца незамисливо својот рекорд. Се уште не сметаме дека е потребно, но ќе биде вежба за да го срушиме повторно ако некој не го сруши. Технички годинава ќе пробаме да собереме повеќе идеи од минатата. Тоа ни е целта и веќе сме на добар пат, затоа што веќе имаме преку 50 пријавени, а имаме 20 на дена. На крај, во последен период се пријавуваат луѓето кај нас. Така што очекуваме да собереме повеќе идеи од лани, но без да го рушиме рекордот. Годинава малку повеќе да уживаме, но паралелно да тренираме како генерална проба за до година, по 2 години, ако повторно никој го сруши, да си го вратиме назад. Така, што е клучно? Кои перформанси треба да ги поседува секој еден кој што бил вклучен во тимовите, затоа што вие рековте млади, но не мора да се млади. Некако по возрастната генерација 40-50 плюс се генерации кои функционирале во едно поинакво време, кога, за жал, овие сите информатички вештини не беа достапни на сите. На која возраст се луѓето кои најчесто ви се битни, матицата во тимот? Да. Во претходната година, тоа е исто интересен факт, 5 идеи добија веднаш инвестиција од тие 60 по 25.000 евра и најстариот беше 26 години. Така што повеќето беа студенти, сите беа студенти, односно, тој најстариот 26, што туку имаше завршено мастер студии, прво работно искуство. Затоа што нивните идеи беа млади, повторно ќе нагласам, но во ова стартап окружување, стартап е мала компанија која што е високо иновативна и е нова, до 3 до 5 години постоење, има тимови. Бидејќи јас мислам дека комотно може да се измеша по искусната генерација со помладата, доколку најдат некој кофаундер, го викаме тоа, бидејќи по искусната генерација знае кои се проблемите, а секој добар стартап треба да решава нечив проблем. Така ние и купуваме работи и така натаму. Значи, ова најстариот 26 години нека не ве демотивира, тоа значи дека во моментов приказната е таква, но секој момент може да биде и поинаква, бидејќи ако имате свежи и млади идеи, што е важно колку години имате, така нели? Сосема така, Kentucky Fried Chicken е започнат од господин кој што се пензионирал во своите 80-ти.
Имаме мојата бизнис менторка од Израел кажува дека жената после 50 години тогаш е најспремна за бизнис. Особено таа. И таа тогаш го има доживеано својот успех сега е во 70. Еве, од тука можеме да почнеме. Ајде да споделиме некоја друга добра, успешна приказна, мотивирачка приказна, ама во македонски рамки. Еве ги споменавме луѓето кои не се од овие простори и можеби во поинакво време ги стартувале своите големи бизниси или големи идеи. Како сакате, но секој бизнис стартува со оригинална и добра идеја која треба добро да ја пласираш и добро да ја презентираш. Верувам. Но еве ајде да споделиме некоја приказна наша, ваша, искуствена. Баш супер ово што ме прашавте, бидејќи тоа она што ги охрабрува предприемачите. Во нашето досегашно работење имаме некои 3-4 примери кои што би сакала да ги издвојам. Тоа се компании, првично тргнувајќи има во Битола, Native Teams, кои што туку добија 2 милиони евра инвестиција, ги поздравувам. Се исто во порана фаза, повторно се платформа која што спојува, овозможува на фриленсери да работат од дома, меѓутоа за друга држава, сепак да се осигурани да имаат пензиско и така натаму. И тоа е повторно фирма која што е стартап, постои до 5 години по дефиниција. Имаме Howitzer, тоа се дечки кои што нивнава компанија постои помалку од 3 години, добија пола милион евра инвестиција, годинава таргетираат на 5 милиони евра инвестиција. Компанија која што возможува како Facebook, што возможува маркетинг на компаниите, сега ти возможуваат LinkedIn да го користат HR компании или некој кој што сака да таргетира некој директно преку пораки. Одличен систем за на LinkedIn да успеете да најдете, не знам, луѓе присуствувале на некој настан и токму нив да ги таргетирате и да им пишете. Имаме Upshift, тоа е македонско-америчка компанија, 4 милиони евра инвестиции. И се ова што го кажуваме во последните 3 години, а што се случило помалку од 3 години. Да. Де факто ги имаме доста добри компании, Buy Computer, кои што постојат. Може на нашиот вебсайт да погледнат, имаме одговорниците од оваа година и таа од лани, www.longestpeechmarathon.mk, маратхон. Има буквално успешни примери во говорниците со нивните имиња и компанијата. Може баш да погледнат. И тоа се наши луѓе. Од тука и тоа што кога ги разговарам со Запад, со инвеститори, секогаш викаат не знаете што имате тука. Не сте свесни, ова е... сум го чула и јас истото, сум го чула и вистина за многу работи не сме свесни што имаме тука. Предноста, би рекла и добрата страна на оваа работа е што од најоддалечената точка во светот ти можеш да си дел од тимот, како што рековте, си го пијам своето кафе, кој знае каде и колку далеку. И работата си тече, така нели? Колку младите луѓе се заинтересирани да ја користат оваа предност која во минатото за жал ја немаше, во минатото луѓето беа принудени, немајќи интернет, прво да истражуваат, па да се консултираат, па да патуваат физички, да мораат да бидат присутни некаде и така натаму. Сега е некако се скратено, по некој шорткат се доаѓа до целта, лесно. И информатичката писменост е нешто што ги охрабри, ги освести многу млади луѓе. Како млад човек, сметате ли дека доволно ние информатички писмени кадри тука произведуваме или би можеле тоа и уште повеќе да го имаме? Одлични ни се кадрите тука. Тоа е првото нешто што го кажуваат. Викаат, вие сте сладок тек хаб. Целиот Балкан како регион е прекрасен за развој на стартапи, на мали бизниси, високо иновативни, бидејќи имаме многу квалитетни луѓе. Ова се зборови буквално на гостите од Израел и на мојата бизнис менторка. Имате прекрасни, талентирани луѓе кои што имаат технички капацитети, се проактивни, имаат веќе тоа капиталистичкото во нив навлегло доволно за да веќе сонуваат дека може да имаат компанија, тоа юникорн што се вика, што ќе вреди 1 милиарда, а сепак трошоците за развој на една обична мобилна апликација се 30-40% пониски од развиените држави. Меѓутоа квалитетот е идентичен и тоа е одлично во стартап, бидејќи не сакате да вложите пари во апликација која што можеби и нема да е потребна. Потребно е да ја развиете со што може помалку средства и да ја пуштите на пазарот, да видите што ќе каже пазарот, дали е потребно или не. Така што и плюс, не знам дали знаете, имаме најмногу жени програмери во светот во Македонија. Зборувам како тоа е статистика која што исто така не е доволно истакнувана, меѓутоа жени тек
од тек средина имаме најмногу по глава на Сум пријатно жител. изненадена ова утро. Навистина таква информација Да. не би ми паднала на памет дека имаме најмногу жени програмери. Секоја чест жени, значи непрестано ме изненадувате вие жените и бидејќи и ти спаѓаш во таа категорија. И ајде да резимираме на самиот крај, бидејќи некаде за 2 минути треба да ги стартуваме вестите од соседното студио. 20 и 21 мај се деновите за кои нема да одите да си го срушите сопствениот рекорд, туку имате нови предизвици. На што го ставате фокусот? Фокусот оваа година е покрај тоа што како претходната година може да дојде секој кој што има само идеја. Потребно да има само и таа идеја, да дојде и да ја испрезентира или тоа да ја испичува, како што се кажува, бидејќи е pitch deck презентацијата за инвеститори. Тие се до 30.000 евра инвестиција, значи може да дојде да испрезентира некоја идеја, да каже кој проблем го решава, потенцијалот. Меѓутоа тоа беше само лани. Годинава ќе имаме и инвестиции за бизниси до 300.000 евра, значи што имаат некакво демо, нешто веќе тестирала, па потоа идеи до 1.000.000 евра и над 1.000.000 евра. Технички годинава Longest Pitch маратон е поголем од претходната година, бидејќи привлекуваме повеќе бизниси, дури и во поразвиени фази да добијат инвестиции. И затоа и инвеститорите кои што ги носиме се инвеститори што вложуваат над 1.000.000 евра, но и секако ги имаме овие помалите кои што јас ги охрабрувам и најчесто се тоа наши инвеститори тугашни кои што би вложиле 30, 50, 100.000 евра, што е особено добро за нашата економија, меѓутоа и за зачувување на луѓето во државата. Така што годинава фокусот е на што може повеќе бизнис инвестиции да се склучат на настанот во различни фази и најважното да ги охрабриме дури и девојките би рекла, затоа што имаме многу тек жени, но немаме доволно во бизнис и во стартапи, да ги охрабриме макар во оваа првава фаза да пробаат да најдат некаков проблем. До 21 мај имаат време да размислат проблем што ги фрустрира од секојдневието и дури после тоа да размислат како би го решиле тој проблем и да дојдат да испрезентираат. Реално не ги чини ништо, ќе имаат одличен нетворкинг и најважното ќе може да отворат визии за, па би рекла, за еден подразличен начин на размислување, дека може поинаку од класична работа од 8 до 4 и од има други работи каде што во 10 години може да заработите се што би заработувале до вашите 60. За целата ваша работна кариера. Дали условот за да се биде дел од ова е да се познава англискиот јазик одлично? Дали сето ова се случува на англиски јазик? Не е задолжително, меѓутоа самиот вебсајт е на англиски бидејќи имаме странски инвеститори. Меѓутоа може некој да презентира на македонски да го сака, но тогаш ќе го разберат само македонските инвеститори. Ако е во порана фаза, тоа и нема да е таков проблем бидејќи во таа фаза каде што се вложува до 30.000 евра, претежно македонските инвеститори се заинтересирани или имаме од регионот Србија, Бугарија. Тие би разбрале. Сања, многу ви благодарам што проговоривме за големи нешта, за големи идеи и особено Македонија да ја ставиме на исто место со гинисовите рекорди, големите проекти, не е мала работа. Ви благодарам, многу успех, ќе ги следиме сите случувања и се гледаме повторно.